Проекти за кои се троши вртоглава сума на пари додека граѓаните се борат со корона кризата, намалени плати, повисоки цени за струја и зголемени тековни трошоци. Езерото Младост ке станува смарт езеро, а проектот чини речиси милион евра. Како што најави вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска, со вакви проекти ке се создаваат атрактивни локации за домашни и странски посетители. Од тука се поставува прашањето зошто во услови на пандемија, кога не се знае како понатаму ќе функционираат македонските граѓани со лоши услови за живот, кога во руралните средини постојат училишта без вода и со полски вецеа, дури немаат и никакви услови за настава и луѓето се мачат да врзат крај со крај, се трошат пари на проекти кои во моментов очигледно не се неопходни. Со воведувањето на овие паметни елементи во ова опкружување на езерото, како што е менаџирање со паркингот, како што е детско игралиште, како што се велосипеди кои што исто така се управуваат преку одредени паметни модели, сметам дека се олеснува на општините менаџирањето со ваков тип на туристички локации кои што се многу значајни. Може би Велес ке има смарт езеро, но затоа во центарот на Скопје ке се шетаат 41 диносаурус. Се разбира, се работи за така наречениот динопарк во Скопската зоолошка градина. Изградбата е започната пред една година, а до сега чини околу 325.000 евра. Градоначалникот Петре Шилегов сакаше да се пофали на социјалните мрежи, но најде на многу шеги за макетите на праисториските животни. На интернет се појави најнова верзија на споменикот Војнот на коњ, насловена како Војнот на диносаурус. Во пробишти пак еден граѓанин пробал да се пошегува така што јавал маскота на диносаурус, пошто, како што пишуваат локалните медиуми, бил приведен од полицијата. Потегот на Шилегов стана цел на острите критики од граѓаните низ социјалните медиуми, токму поради фактот дека оваа власт ја критикуваше претходната дека во Скопје се трошеле пари за споменици и музеи, а тие што критикуваа сега трошеле за диносауруси.